Чумо војниот конфликт 2001 година. Како на него гледаат непосредните учесници, борците кои се спротивствуваа во тие моменти и кои со денешниот ракус, секој од нив поединечно или можеби заеднички мислел дека се бореа за Македонија. Мои вечерашни гости од мојата десна страна Абедин Зумбери Куманово, Ферат Несими Тето, добро вечер за вас. Од мојата лева страна Стојанчо Ангелов, кој обично се представува со генерал. Како генерале? Не се представувам, јас сум генерал мајор Стојанчо Ангелов. И се уште сте? Да, со решение на министерот за внатрешни работи од 2002 година. Добро. Ацо Стојановски, шеф на Унијата на бранители на Македонија. Така ли би можел да ја представи? Председател на Унијата на бранители. Добро. Ова што го имате е за повечување на... Така, како последица на војниот конфликт, за да можеме да се разбереме подобро. Ме гледате во ова или ме слушате до ова? Комбинирано. Комбинирано. Нешто многу гласни сте кога се видов пред некој, не викам малку потивки да бидете. Последица на 2001. И Оливер Пановски, Сдружение на бранителите Карпалак, учесници на Карпалак. Мој гостин вечерова е и Дамјан Стојановски, од десната страна, човек кој е генерален секретар на невладината за сите деца во светот, но кој обично се занимава и со прашањата на мирнодопското решавање на конфликтите. Како ви изгледа од оваа димензија на непосредното ракување, овие борци кои се гледаат, кои говореа со куршуми, кои успеат да се ракуваат и немаат никакви предрасуди на тој план? Дека вечера треба да разговараат. Да. Тоа е суштината на Република Македонија. Значи, со рамковниот договор, со затварањето на тие папки, тоа е суштината. Мултиетничноста се карактеризира со дефинирање на рамноправни заедници во Република Македонија и тие заедници мора да функционираат во оваа држава ако сакаме и ја сакаме Република Македонија како држава во Европска унија и во сите нејзини интегративни процеси. Добро, разбравме генерал Ангелов. Вие сте полициски оперативец, еден од резервистите бранители. Што работеше Несими пред да замине? Исто професор во гимназија, Кирил Печиновиќ Тетово. Јас сум ликовен уметник, сум студирал во Скопје, тука сум продолжил и постдипломски студии, наскоро ќе магистрирам. Знаете ли дека под Кале, кој ќе пукне, дека е тоа почеток на војната? Па, почеток на конфликта, на војна не сум размислил дека ќе се прошири до таа мера, мислев дека политиката ќе биде толку флексибилна, дека навреме ќе реагират и ќе престанеше тоа. Зумбери, вие сте семејство кој има отприлike најмногу жртви дадено во конфликтот. Кога се правеа барикадите во Ваксинци и Ступчани, бевте свесни дека може речиси половина или една десетина од семејството да ви загине? Нормално дека бевме свесни на тоа. Се знае, секоја војна се знае дека донесува последици, но пред тоа требаше да се каже мотивот зашто дојде до тоа, зашто општина Липково да се прогласи како слободна зона. Ако се бара тоа, значи да се покаже мотивот зашто е дојдено до тоа, тоа е друга тема. Тоа што го викате вие дека дали сте размислувале дека ќе изгубите луѓе, тоа е било сигурно така. Затоа и сите фамилии беа сместени во подрумите. Колку можевме, успеавме да ги... Од кај знаете да пукате? Како мислите од кој знае? Кај научите да пукате? Па нормално, секој човек кога има зор се учи, бевме во војска, сите сме служили војска. Ангело, дали ви се случило да ги знаете овие луѓе у кои веројатно во некој од борбите сте можеле да пукате? Бевте во Рачино, бевте во Тетово, бевте во Липковскиот крај? Знаете, например, дека од другата страна може Зумбери да вие? Мене ми е седно кој од другата страна. Немате никакви предрасуди. Имате наредба, морате да извршите. Не, јас од другата страна имав непријател, кој што требаше да се онеспособи. И ми беше седно дали е тоа Зимбери, па може да биде и Мирко, може да биде и некој мој именјак Стојан. Јас бев представник на легитимните македонски безбедносни сили.
бев обучуван долги години за да ја вршам таа професија. Мене војувањето ми беше професија, така што нема воопшто предрасуди кој е од другата страна. Со тоа што кога се гледам господинот, не чувствувам никаква омраза кон него. А секако дека ако тогаш бил од другата страна, можел да загине од некој мој куршум, исто како што јас можел да загинам од некој негов куршум. И бевте во Радуша, во испоставата кога почнуваа тие прегрупирања во кои македонските безбедносни сили тврде дека доаѓаат косовци, дека полицијската станица е во деликатна ситуација, дека сте во заседа, дека ќе бидете речиси препуштени на милост и немилост на борците на ОНА. Така, со оглед на тоа да извршив работни задачи во пограничен пояс Длабичко обезбедување на Република Македонија кон северната граница од делот на Косово и имавме сознанија, благовремено добивавме известување дека се преминува границата на Црно и очекувавме дека нешто ќе се деси. Претходно се подготвуваше добро осмислена тактика и теорија на веројатно борците на ОНА кои што беа инфилтрирани во селото. Граѓаните во прво време настојува да формираат селски стражи, за да можат во дворце во Радуша и Свиларе, Рашче, да може да се одбранат. Дали денеска кога го гледате масуси во парламентот, знаете со кого бевте тогаш соочени? Така, ние додека вршевме служба таму бевме многу блиски, така, многу блиски бевме со местното население и нема никакви забелешки на нас. Меѓутоа, по на заседа од 23.6.2001 година, во која што од другата страна беше именуваниот господин, нели ние повеќе немаме никаков контакт и немаше тој ни таа чест по влегувањето него во парламентот да дојдам јас пред собрание да го обезбедувам парламентот, бидејќи во него беа всушност влезени терористи. За мене беше нелогично тоа директно од шума да влезеш во парламентот. Од кај овој речник на политичарите терористи, од тогаш ви остане? Така, значи, ние ја следевме меѓународната заедница на нивните кажувања, во почетокот кажува дека се работи за криминални банди и не ни очекувавме дека ќе иде војна да души. Како ги третирате вие противниците на македонските безбедносни сили, како непријатели, како крвници? Како противниците на македонските безбедносни сили. Ние само можеме да им честитаме што без да анализират навлегле во таква каша да пукат во својот народ. И едноставно не ги окривиме тие што биле наредени да пукат, туку самите политичари кои дале такви наредби. Дали во тие политичари ги сметате и своите, да речем условно? Нема, сите политичари се исти, сите имаат иста цел. Да доаѓат на власт и што подолго да бидат во таа власт. Господин Зумбели, дали некој од семејството ве обвинил, бидејќи сте најекспониран, што толку жртви паднаа со гранатирањето во подрумот каде што беше речици половина од семејството сместено? Не, мене не ме обвинуваат затоа, бидејќи се свесни зашто дојде до тоа. Јас ви рекол дека мотивот за влегување во војна беше многу јак и затоа едно време, например, долго време таа мотивација не натера ние да се облекуваме во војна униформа и да се уствари не да објавиме војна на држава, него самата држава ни објави војна на нас. До таа војна дојде дури тогаш кога уште од прво донесениот устав, кога им беше до знаење на политичарите дека самите албанци не го гласаат тој устав, дури тогаш треба малку свесно да ги сваќат тие работи и да преземат некои чекори за да седнат на маса и стварно да видат што е проблема. Колку време складиравте храна и оружје? Па тоа војна тајна? Војна тајна, да. Поштовани гледачи, следите емисијата Чума во кој борците на конфликтот, без оглед дали се ги назначуваме припадници на ОНА или припадници на безбедносни сили, вечерва едни наспроти други. Но наспроти куршумот говорат со силината на зборот. Еве како новинарите се обидува да направат една приказна во Чуму врзана со паралелни искажувања на луѓе настрадалници од војниот конфликт 2001 година.